Почитувани присутни, почитувани стружани, почитувани македонци, албанци, турци, роми, власи, бошњаци, сите што сте овде, ви се обраќам вам. Ви се обраќам во името на Македонија. Ги слушам зурлите и тапаните и по некој кавал и си велам, тоа не била судбината. Да живееме со тешкото на Коневски. Цело живот треба да докажуваме кои сме и зошто сме. Денеска страшно се разочарав. Замислете, 75 години по Асном. Денеска не ја чувме химната. Зошто? Имало проблеми со авионот. Задоцнил да подсетам, сета македонска приказна е во химната, во борбата за правдините. Ама денеска премиерот сушност го прекрши законот за грбот, знамето и химната. Закон што се носи со двотретинско мнозинство. Закон во кој што се вели дека при било каква официјална средба, уште на аеродромот и пред владата и пред било кој орган, мора да се имитуваат, да се чујат химните на двете држави. Не ми се верува. Кога пред неколку месеци, кога се коваше, кога се носеше Преспанскиот договор, реков дека следното што ќе биде на удар, ќе биде химната. А ве подсетувам, на химна се плаче, пред химна се стои простум. Со химна се победува, со химна се радува. Не, ние ја немавме денеска таа можност, барем преку химната да покажеме дека сме нормална, рамноправна држава. Оти држава без химна нема важен символ. Химната е Македонија, Македонија е химната, но не за нив, но да за нас. Преостанува ништо друго, освен да продолжиме да се бориме за своите правдини. Шокантно е што правото на самоопределување е основот на создавањето на Обединетите нации. Нации, меѓу нив е и македонската нација. А правото на самоопределување значи не само право на индивидуална, туку и право на колективна самоопределба. Нема право на самоопределување без право на свое име, знаме, химна, себеидентификација, самоидентификација. Само оние кои веруваат дека нешто без корен, како Северна Македонија може да обстои, не водат сметка за химната. Но ние водиме и ќе продолжиме да ја пееме, ќе продолжиме да победуваме, а победа без химна не бива.
Со правото на самоопределување влеговме како рамноправна членка на Југословенската федерација. На него и на правото на отцепување се повикавме кога си заминавме. И одеднаш, на 8 септември, го потврдивме правото на самоопределување, зашто на тој референдум на плоштадот се играше и се пееше, а на оној друг пропаднат референдум, тие 2 дена беа како мртви, а потоа глумеа дека референдумот е успешен. Но не. Од нас, од граѓаните извира нивниот суверенитет, не од нив. Значи, се што е засновано на неуспешниот референдум е правно спорно. Јас не сум тип од нивниот, кој вели и мисли дека кажувам, негирам, заборавам. Не, нам не личи тоа. Ние велиме, кажуваме, помниме, спроведуваме. Така ќе биде и овој пат. Не, јас не ветувам, не велам дека доколку ме изберете, веднаш ќе поништам све. Не, тоа не може ни кралица, ни крал. Но што ќе ветам, дека оние што се одважија по светот, а тоа се врвни професори по меѓународно јавно и уставно право, ќе ги повикам за совет. Впрочем, ние и ги имаме нивните совети. Вие многу од нивните мислења прочитавте, оти ними ме поважно знаењето, правото и правдата од политиканството. Ке направиме стратегија, ама за да ја спроведеме стратегијата, прво треба да победиме на председателските избори. Тоа ќе значи почеток на крајот, делегитимирање на нивните политики. Тоа ќе значи вовед во парламентарни избори, а на парламентарните избори сите знаеме кој ќе победи. Тоа ќе биде новата коалиција. Коалицијата за подобра Македонија, но и другите партии што ќе им се придружат. Во таквата коалиција ќе има хармонија, соработка, државнички односи меѓу премиерот, председателот и собранието. Тие луѓе знаат што да направат. Ако ВМРО ДПМНЕ отвори широка врата за мене, тоа беше голем доказ за цврста решеност, за промени, за реформи, за нова страница на Македонија, за европска Македонија. Не е нивната Македонија европска, Северна Македонија европска. Не. Туку онаа Македонија што ќе се темели на право и на правда ќе биде европска Македонија. Велат сме биле традиционалисти, регресивни. Сме оделе наспроти времето, не влечело сидрото на историјата. Ама знаете како? Дури еден поет вели дека без историјата си само сенка, а во иднината ниту сенка. Не, тие се сенките, а ние сме оние кои веруваме во вистинските промени. Ние сме синоним за право, правда и етика. Не, тие се оние кои мислат дека правото и правдата се европска реторика. Но наскоро ќе видите дека не е доволно да подпишете договор. Не, дури и кога е померка на оној другиот. Не, они од Европа ќе побараат и ќе проверат има ли во оваа земја владење на правото, има ли во оваа земја просперитетна економија, има ли во оваа земја борба со корупцијата и криминалот, има ли во оваа земја
нулта толеранција за непотизмот. Не, ништо од тоа нема. Тие го потрошија времето на само една најтешка во нашиот живот промена. Промената на името, но тоа не е успех, тоа е пораз, но тие немаат право да потпишат пораз во наше име. Велат, не сме биле европјани. Јас сум еден од основачите на европското движење во Македонија, заедно со луѓето од другите републики. Се собравме верувајки и посакувајки да избегнеме војна. За жал, војната беше побрза од нас. Зошто? Може би ќе одговориме еден ден, може би молчевме, може би затоа сега е време да не молчиме. Ама молчењето, умните, образованите и честните луѓе понекогаш го претвараат во победа. Молчевме за време на референдумот, зашто тоа бесрамно прашање, како што рече мојот чувен професор колега по уставно право Карлос Флориас Хубериас во Ел Паис, најбесрамното прашање во историјата на референдумите не заслужуваше одговор, но председателските избори и следните предвремени парламентарни избори заслужуваат одговор, вашиот одговор, одговорот на победата. Да не должам, секој председател дава некој свој печат на мандатот. И јас го почитувам печатот на претходните. Но, иако во женски род, Македонија досега немала жена за председател. Самото тоа е промена, но се разбира, не мислам јас дека родовата припадност е доволна причина да се стане председател. Цврсто верувам дека знаењето, умењето, посветеноста, чувството за право и правда, за конституционализам, ќе ме водат на правиот пат, европскиот пат. Не се патува кон Европа. Европа се гради и се препознава овде, а ние тоа ќе го сториме со реформи. Да не должам многу. Цврсто се залагам за директен избор на шефот на државата. Голем противник сум на изборот на председателот во собранието. Мислам дека пречувствувате дека некоја таква игра се спрема. Нам ни велат дека ќе го бойкотираме во вториот, ќе ги бойкотираме во вториот круг изборите. Нема зошто да ги бойкотираме ако сме убедени дека ќе победиме. Не ми одговара тој резултат, зашто тогаш во собранието ќе си го договорат идниот председател на државата. Ама народот умее подобра проценка да направи, помудар избор да направи. Мислам дека нема полошо решение за Македонија од избор на председател во собранието. Тогаш сите власти ќе бидат на едно место. Тогаш нема да има ниту посебна законодавна, ниту посебна извршна власт, а да не говорам за независната судска власт, која е далеку од независна. Дури омбудсманот неодамна рече дека правдата на нашите судови е селективна, дека е загрозена со реваншизам. Затоа јас сум против избор на председател во собранието, зашто тоа ќе значи политички пазар, купопродажба, а тие се највешти венецијански трговци во собранието за продажби. Тоа веќе го видовме. Еден председател одговорен ќе води
економска дипломатија, културна дипломатија, научна, спортска дипломатија, нема да се занесува со туризам по светот. Пред да замине, ќе се консултира со најдобрите стопанственици. Пред да замине, ќе ги проучи условите во земјите во кои што оди. Ќе ги одбере оние со кои можеме да имаме извонредна размена. Меѓутоа, ако бидам јас председателка, ќе одберам луѓе кои во вистинска светлина ќе ја представуваат, а нема да ја срамат Македонија по светот. Ќе именувам најдобри правници во Уставниот суд. Ќе именувам најстручни луѓе во Советот за безбедност. Ќе мислам на најквалификуван гувернер. Ќе доделувам одликувања само на најумните. Вето ќе ставам секогаш кога Уставот ќе биде прекршен. А вашите мисли, вас, секогаш ќе ве имам на ум кога ќе се обраќам пред собранието. Не еднаш во годината, току многу пати. Ќе бидам председател на сите граѓани на Македонија. Ваш председател. Да живее Македонија. Без вашиот глас нема председател. Благодарам.